Во четвртокот 6 април го побаравме узбекистанецот Бексот Исакџанов на американскиот телефонски број оставен како контакт за фондацијата Либертас. Is this Mr. Beksot Isakđanov? Yes. This is Vladimir Mirchevsky, journalist from Macedonia. Who is sorry? I'm a journalist. I'm a reporter from a news show in the Republic of Macedonia. Do you have a couple of minutes? Yes. Yeah, I was just wondering if it is possible for you to give us a statement concerning the activities of your foundation, Libertas, concerning lobbying in Macedonia and the region. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Hello. Лицето од другата страна на телефонската линија прво потврди дека е Бексот Исакџанов, но кога дозна за што го бараме го прекина разговорот. Сите наши следни обиди да го обновиме контактот со него беа безуспешни. Please leave your message for. Се обративме и до компанијата Mercury, која узбекистанецот Исакџанов од името на фондацијата Либертас ја најмил за лоби услуги за Македонија пред американските власти. Во имелот што го испративме на повеќе контакт адреси на Mercury прашавме за какви конкретно лоби активности поврзани со Македонија станува збор. До овој момент одговор не стигна. Дополнителните проверки на 360 степени открија нови интересни елементи од неколкумесечната историја на односите на фамозната фондација Либертас и моќната лоби фирма Mercury. Ова извештај е поднесен од Mercury до Конгресот за првите 2 месеца од соработката со фондацијата Либертас за периодот од август-септември минатата година. Во него, освен потврда дека за тој период фондацијата и платила на лоби компанијата $40,000 за услугите, нема детали за што точно лобирала Mercury во името на Либертас во Конгресот. Во графата конкретни прашања за лобирање наведена е една општа одредница, дека лобирањето се однесува на европско управување и граѓанско општество. Овој терк е повторен и во извештајот за периодот од октомври заклучно со декември 2016 година. Потврда за нови $40,000 од Либертас за Mercury за лобирање за европско управување и граѓанско општество. Овој период од партнерството на Mercury и Либертас коинцидира со посетата на делегацијата на ВМРО ДПМН предводена од Никола Груевски на Конгресот, која се случи на почетокот на октомври. Јавноста се сеќава дека при тоа Груевски, меѓу другите, се сретна со конгресменот републиканец од Њу Џерси Крис Смит, кој на изненадување на многумина Македонија под водство на Груевски опиша како функционална демократија во која владее правото. I've been very impressed with Prime Minister Gruevski's leadership. He's a very straightforward leader, a person who really wants to take Macedonia into a even better future. He has a great track record. He's very seasoned, very much committed to the rule of law and democracy. Потоа, во јануари годинава, токму конгресменот Крис Смит се појави како првопотпишан на писмото од неколкумина членови на представничкиот дом, со кој од американскиот амбасадор Джес Бејли се бараше објаснување дали бил пристрасен во политичките случувања во Македонија. Во истиот период се појави иницијативата Стоп операција Сорос, која стигне и до Капитол Хил. Од ВМРО ДПМН велат дека немаат никакви релации со Mercury и фондацијата Либертас, но од втората половина на 2016, како што веќе објавивме, датира и клучниот јавно достапен елемент што ги вкрстува интересите на Mercury, Либертас и ВМРО ДПМН. Имено лобистот на Mercury, Адам Ерели, кој официјално се пријавил дека ќе лобира за потребите на фондацијата Либертас во ноември 2016, објави текст во која критикува работата на специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева. Историјата на лобирањето во Соединетите Американски држави памети случаи во кои странски влади и странски политички партии се зацкривале за невладини организации. Еден од поекспонираните примери е оној со партијата на поранешниот претседател на Украина, Виктор Јануковиќ. Неговата проруски ориентирана партија подолг период лобирала во Белата куќа и во Конгресот, камуфлирајќи се зад невладината Европски центар за модерна Украина. Случајот неодамна беше јавно обелоденет и предизвика големи контроверзии во американската јавност. За примерот да биде уште попарадигматичен за Македонија, една од двете фирми што имале договор со невладината, а де факто лобирале за Јануковиќ, е токму Mercury. Казните за лоби компаниите што не ги декларираат вистинските клиенти за кои работат одат до 5 години затвор и $250,000 глоба.
Во 2010 година поранешниот конгресмен Марк Силџендер беше осуден на 1 година затвор откако американското судство оцени дека учествувал во финансирање меѓународен тероризам со неговата лоби работа за една добротворна организација од Судан. Лоби компаниите и политичките консултанти во САД во одредени случаи избегнуваат да се регистрираат според законот за застапување странски ентитети, зашто може да страда нивната репутација кога ќе треба да пријават дека примаат пари за да застапуваат интереси на недемократски странски влади и партии.